Социјалдемократскиот сојуз етапно ја комплетира листата со кандидати градоначалници, но еден од главните партиски адути Николчо Илиев се уште не се споменува. СДСМ своите кандидати за градоначалници ги објавува транспарентно и по претходно спроведена анкета меѓу граѓаните, како најважна база за донесување на било каква одлука. Како стигнуваат резултатите од истражувањето, така ќе бидат објавени и имињата на кандидатите. Изјави председателот Зоран Заев. Но социјалдемократите за Кочани немаат никаква дилема, бидејќи партиските анкети упатуваат на Илиев. Мојот мандат уште трае, значи мојот фокус е да до крајот на мандатот да ги започнам проектите кои се започнати и кои се од витално значење за граѓаните на општина Кочани. И тоа е главната моја цел што ја имам во овој момент и секако дека простор и време за други размислување немам. Што мисли Социјалдемократскиот сојуз, значи за тоа ќе мора прашањето да го патите до нив. Ваквиот одговор на Илиев не изненадува, бидејќи тој со оваа функција одамна не е на чисто. Во меѓувреме, ВМРО ДПМНЕ во Кочани знамето високо го крева со Љупчо Папазов. Папазов, кој самоуверено во Кочани сака да менува, многу работи. Со официјалната објава започнува надпреварот за престижната функција градоначалник на општина Кочани. Со креативни идеи и проекти ќе се презентираме пред граѓаните, ќе побараме нивната поддршка и ќе го направиме Кочани поубаво и пристојно место за работа и живот. Изјави кандидатот за градоначалник на Кочани од ВМРО ДПМНЕ Љупчо Папазов.